Okay. 2 Corinthians chapter 6 verse 10, please. Значи, навлегуваме во темата. Отвараме во второ послание до Коринќаните. Which chapter? 6. 2 Corinthians 6 with 10. Шеста глава од второ послание до Коринќаните, 10 стих. You can read it. Значи, второ Коринќаните 6:10. Како жалосни, но секојаш радосни, како бедни, а збогатуваме други, како оние кои немаат ништо, а имаат се. As you remember, yesterday evening we spoke about the necessity to have a weakness in our life. Ако се сеќавате, вчера навечер зборувавме за необходноста да станеме слаби во овој живот. I was asked if I want to say with this weakness something like humbly, to be humble. Значи, под тоа подразбирав нешто да бидеме понизни. Not only this, but everything. We must be weak in every Бев point. запрашан дали може би станува збор само за понизност, меѓутоа не само во тој дел, во се треба да бидеме слаби. We start with the same subject with a different verse. This evening, yeah. Чи вечерва започнуваме со истата таа тема, но со поинаков стих. Paul is speaking about himself and his brothers as being sorrowful, Павле за себе и за своите браќа кажува дека биле ожалостени, but always rejoicing. меѓутоа и покрај тоа секогаш радосни, As poor бедни and making many rich. како бедни, а всушност збогатувале други. As having nothing Како да немаат ништо, and yet possessing all things. а сепак поседувале, имале се. How can this be? Како е можно ова? How can we be sorrowful and yet rejoicing? Како можеме да бидеме ожалостени, а сепак да се радуваме? Poor Бедни, but enriching others. а сепак да збогатуваме други. Having nothing but having all. Да имаме ништо, а всушност да имаме се. We have only one single possibility. Постои една единствена можност за вакво нешто. Colossians Колосјаните, chapter 2 Колосјаните 2 глава, ќе отвориме, verse 9 and 10. стихови 9 и 10. Колосјаните 2, 9 и 10. Читаме. Зашто во него живее сета полнота на Божеството. И вие сте исполнети во него, кој е глава на секое началство и власт. 9 and 10, yeah. So, when we don't possess anything, we have everything. Значи, кога немаме ништо, имаме се. When what we have is what we don't have and is not ours, we have everything. When what we have, Кога она што го имаме, but consider the things that we have as not having, но тие нешто што ги имаме, ги сметаме како да ги немаме, then we possess all things. тогаш имаме се. When we are poor, then we can enrich other. Кога сме бедни, кога сме сиромашни, тогаш можеме да ги збогатиме другите. Why? Зошто? Look at verse 10 first. Најнапред да го погледнеме сега 10 стих. And you are complete in Him. Вие сте исполнети, комплетни во Него. So everybody who has Christ is complete. Значи, секој оној кој што го има Христа е комплетен, целосен, исполнет. What means complete in this world? Што значи исполнет во овој свет? To be sorrowful but yet rejoicing. Да бидеш жалосен, а всушност да се радуваш. To be poor but being enriching others.
Да бидеш сиромашен, а да ги избогатуваш другите. You understand? Дали разбираме? When we have Christ, Кога го we have имаме, everything. кога го имаме Христа, имаме се. When we have Christ, Кога го имаме Христа, even when we have something from this earth, дури ако имаме нешто, поседуваме нешто на оваа земја, we'll believe that these things are not ours. ние ќе веруваме дека тие нешто што ги поседуваме не се наши во суштина. But are only means through which we Туку тоа се само средства преку кои are working to fasten the coming of the kingdom of God. со кои што ние работиме, делуваме за да го забрзаме доаѓањето на Божјето царство. Now, knowing this, that when we have Christ, we have everything, Имајќи го ова на ум, дека кога го имаме Христа, имаме се, that we are complete in Him, дека сме исполнети во Него, you must understand something. морате да разберете нешто. Look now at verse 9. Погледнете го сега 9 стих. What the Bible says there, Што вели овде Библијата? that in Christ Зашто во Него, во Христа, dwells fully живее сета полнота. what? Што? Сета полнота. All the fullness of God. Сета полнота на Божеството. So when we have Christ, what do we have? Значи, кога го имаме Христа, што всушност имаме? The whole We have God. God, yeah. We have everything. Тогаш го имаме Бога, имаме се. Now, when we have Christ, Сега, кога го имаме Христа, we are not belonging to this world. тогаш ние не му припаѓаме на овој свет. When we have Christ, Кога го имаме Христа, we have a mission in this world. имаме мисија пред нас во овој свет. What mission? Каква мисија? Open, please, the Bible in Revelation chapter 14, verse 9 to 12. Отворете во Откровение 14 глава од 9 до 12. Yeah? Значи 14 глава Откровение од 9 до 12, многу добро познати стихови. И друг трет ангел дојде по него, велејќи со силен глас. Ако некој му се поклони на зверот и на неговиот лик и прими ознака на своето чело или на својата рака, и самиот ќе пие од виното на Божиот гнев, што е налеано чисто во чашата на неговиот гнев, и ќе биде мачен со оган и сулфур пред светите ангели и пред јагнето. И димот од нивното измачување ќе се издига во вечни векови, и не ќе имаат починка ни дење, ни ноќе, оние кои му се поклонуваат на зверот и на неговиот лик, и кои ја прима ознаката на неговото име. Тука е трпението на светите, кои ги пазат Божите заповеди и верата во Исуса. If we go to somebody, or if we are in the church preaching, Ако се наоѓаме во црква и проповедаме, if any man worship the beast and his image, ако некој му се поклони на зверот и на неговиот лик, do we speak about the future or Да. about the present? дали проповедајќи го ова за зверот и на неговиот лик, дали ние зборуваме за нешто што е сегашност или за нешто што е иднина? Okay, I'm reading now this verse to you. If any man worship the beast and his image. Еве, сега ви ги представувам, ви ги читам овие стихови, оние кои што му се поклонуваат на зверот и неговиот лик. I'm speaking about present or I'm speaking about what will happen in the future. Дали зборувам за нешто што е сегашност или за нешто што ќе биде иднина? Презент. Where is the beast and his image? Каде се зверот и неговиот лик? What is the image of the beast? The Што unity е? of church and state. Нели рековме дека ликот на зверот е обединувањето, соединувањето на црквата и државата. They are still not united. So, they are not united,
So these are still in the future. Значи црквата и државата се уште не се обединети, соединети и затоа овде станува збор за нешто што е во иднина. But there will be a time Но ќе постои време when the image of the beast will be built. кога ќе се изгради неговиот лик, ликот на зверот. And we will speak at the present time. И тогаш, кога ќе го говориме тоа, ќе зборуваме во сегашно време. If any man worship the beast and his image now, today, at this hour, Ако некој му се поклонува на зверот или неговиот лик сега, денес, во овој час, there will be a time when will be present. значи ќе дојде време кога тоа ќе биде сегашна вистина. And to know this, rise a question: how shall I be? How will prepare for this time? What shall I do? Знаејќи го ова, треба да се запрашаме како да се подготвиме за тоа време, што треба да направиме. If you are going on Facebook or YouTube, Ако отварате на Facebook или на YouTube, we will find a lot of videos and messages about the beast. можете таму да најдете еден куп видеа, пораки во врска со зверот, About the earthquakes, во врска со земјотреси, famine, значи глад, crimes, криминал, persecution. прогонства. And when we see these kind of messages or videos, we start to share them to everybody. И кога ќе наидеме на некое такво видео и почнуваме да ги споделуваме со сите и со секого. Because there will be a time when all these things will influence the church, the body of Christ. Затоа што ќе дојде време кога сите овие настани ќе имаат големо влијание врз телото Христово, односно врз црквата. Please tell me sincerely, Ве молам искрено да ми кажете, are you afraid about that time дали се плашите од тоа време? when you will be left without your job, Кога ќе останете без своите работни места, без својата работа, without any means of existence, без никакви средства за опстанок, maybe without the children, можеби без децата околу вас, maybe your life will be threatened. можеби ќе биде под закана вашиот живот. Please again and think, are you afraid about that time? Размислите уште еднаш, дали се плашите од тоа време што ќе дојде? Because for a time will also be martyrs in that time. Затоа што во тоа време повторно ќе има маченици како и некојаш. Think a little, yes or no? Размислете. Значи, дали сте исплашени или не? Yes. Someone says Yes. maybe. Yes, it's a normal answer. Тоа е нормален одговор, да. But I want in this evening to study something from the Word of God Но ова вечер сакам да проучиме нешто од Божјето Слово, that will shift or move or transform the normal answer yes to a no. што ќе го промени овој наш вообичаен одговор од да на не. Why? А зошто ќе биде тоа така? Please be very careful now. Бидете сега многу внимателни. The danger or the dangers that will threaten us then Опасностите кои што ќе ни се закануваат тогаш, во тоа време, will be insignificant comparing ќе бидат беззначајни во споредба with the dangers that threatening us personally today. во споредба со оние опасности кои што ни се закануваат денес. Have you understood me? Дали ме разбравте што сакав да кажам? So the real danger for us Затоа што вистинската опасност за нас will not be then, нема да биде тогаш, it is today. туку е денес. Because if
today I'm prepared or I'm preparing for that day, Затоа што ако јас денес сум подготвен или се подготвувам за тој ден, in that day I will stay in the power of God, тогаш во тој ден ќе стојам In the- во Божја сила, in the power of His Word, во силата на Неговото Слово, fulfilling His mission, исполнувајќи го Неговиот налог, мисијата, preaching the last message of warning, проповедајќи ја последната вест на предупредување, living and preaching the righteousness by faith, the message to Laodicea, the third angel message. живеејќи ја веста и преповедајќи ја веста за оправдување со вера, или веста до Лаодикеја, веста на третиот ангел. But if I today Но ако јас денес I'm sink under the pressure of my sins, of my problems, of my sorrowful life, тонам под товарот на моите гревови, на мојот жалосен живот, and I do not search for the power of the Word of God, и не ја барам моќта на Божјето Слово, силата Негова, I won't be prepared for that day. тогаш нема да бидам подготвен за таков еден ден. Last evening we saw in Joel Минатата вечер видовме во Јоил that God will answer to us дека Господ ќе ни одговори when the people shall gather together. кога луѓето едноставно ќе се соединат, Seeking assiduous after God, steadfast with earnest desire. Assiduous, seeking assiduous with earnest desire, steadfast. добро, барајќи искрено од цело срце, Searching for God and His kingdom, значи барајќи го Бога и неговото царство од цело срце, искрено. when we will meet here, not only in Sabbath, not only at our programs, which are a routine maybe, Кога ќе се среќаваме овде и не само тоа во саботен ден, кога нели имам вообичаена служба, when we will meet in small groups at homes, ќе се среќаваме во мали групи по домовите, and when we will ask God to give us His promises. и кога ќе побараме од Господа да ни ги даде неговите ветувања. I want to understand together, me and you, Би сакал заедно со вас да разбереме нешто, that we need this today. да разбереме дека ова нешто ни е потребно денес. Do you remember that Jesus told to His disciples, Дали се сеќавате кога Исус им кажа на своите ученици, remain in Jerusalem till you shall receive power. останете во Ерусалим се додека не примите сила. So before receiving that power promised by Jesus, the Holy Spirit, Пред да ја примат оваа сила, која што била ветена од страната на Исуса, значи силата на Светиот Дух, they were united in prayer. тие беа соединети во молитва. They were pressing together, they were standing together. Значи едноставно беа заедно, во единство. Before this, they were together, but they weren't together. Пред ова, беа заедно, ама како да не беа. All of the 12 were with Jesus. Сите 12, нели, беа со Исуса. Where Jesus went, they were with Him. Секаде каде што Исус ке појдеше и тие беа со Него. Everybody from Israel who was looking to them, Секој во Израел кој што ќе погледнеше на нив, they would say they are with Jesus. ќе речеа, па да, еве, тие се негови следбеници, со него се. But the question is, were they with Jesus? Но прашањето е дали навистина беа со Исуса? Was Judah with Jesus? Дали Јуда беше со Исуса? Judah was with Да мани. the money. Јуда беше со парите, нели? He was treasurer. Тој нели беше благајникот. Treasurer. What a Благајник. beautiful sound. Колку убаво звучи благајник. Does Peter, Andrew and Jacob were with Jesus? Дали Јаков, Јован и Петар беа со Исуса? You understand?
The answer is yes and no. Значи одговорот е и да, е и не. They were with Jesus. Беа со Исуса, да. They loved Jesus. Го сакаа Исуса. They wanted his kingdom and his promises. Значи ги посакуваа неговите ветувања и неговото царство. But they were still Peter, Jacob, Andrew, Judah. Но тие се уште и Петар, и Јаков, и Андреј, и Јуда, They were still carnal. сепак се уште беа телесни. You understand? Разбираме, нели? They were still carnal. Тие беа се уште телесни. Something was happening in their life Нешто се случуваше во нивните животи, and they were changed. се случи нешто во нивните животи и се случи и промена. We must learn something from their life. Мора да научиме нешто од нивните животи. A beautiful lesson. Една прекрасна лекција. Matthew 26. Матеј 26 глава ќе отвориме. Please read verses 38 to 41. 26 глава Матеј, ќе читаме од 38 стих до 41. 41. 26 глава Матеј од 38 до 41. Тогаш им рече: мојата душа е длабоко натажена до смрт. Останете тука и бдејте со мене. И отиде малку потаму и падна на своето лице и се помоли велејки: татко мој, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша, но не како што сакам јас, туку како ти. И дојде при учениците и ги најде како што спијат. И му рече на Петра: така, не можевте ли да пробдеете со мене еден час? Бдејте и молете се, за да не паднете во искушение. Духот е бодар, но телото е слабо. What was the desire of Jesus Која била желбата Христова in that night? таа вечер? Knowing that in the church will come a shaking. Знаејќи, имајќи на ум, значи тој имал на ум дека во црквата ќе дојде до решетање. A time of trial, Време на проба, of trouble, на проблеми, of testing the faith. на испит на верата. He had one desire at least. Имал една, барем една желба таа вечер. Pray with me. Молете се заедно со мене. Pray with me. Молете се заедно со мене. They fall asleep. Тие заспале And do you remember what Jesus told to Peter? и се сеќавате ли што Исус му кажал на Петар? Before this. Yeah. Пред ова да се случи во Гециманија. In this night, before the roosters sing, Оваа вечер, пред да запее петелот, you will, what you will do? што ќе направите? How many times? Колку пати ќе се откажеш? Before Yeah. the rooster sings. Sing 2 times? Yeah, Значи пред да запее 2 пати петелот, ќе се откажеш 3 пати од мене. 3 times. What Peter said? А што вели Петар на ова? Yeah, no. Why? Peter said, I never. Значи I will Петар go to вели Peter. јас никогаш нема да се откажам. Why did Peter give this answer? Зошто Петар го дал овој одговор? Because he did. He was sincere. He was sincere, of course. Да, секако дека беше искрен Петар. He was faithful to Jesus. Тој му бил верен на Христа. But he didn't knew one thing. He didn't knew. Значи, меѓутоа не знаеше едно нешто. He was speaking in his flesh, not in the power of the Holy Spirit. Значи, тој зборуваше сам од себе, а не во силата на Духот Свети. He was speaking about what he will do, not the Holy Spirit will do in him. Значи, тој велеше, тој се фалеше што тој би направил, а не што би направил Светиот Дух преку него. Jesus knew something.
Но Исус знаеше нешто. And in that evening told Peter, Peter, pray with me. И таа вечер му вели на Петра, моли се Петре со мене. But Peter fall asleep. Меѓутоа Петар заспал. Judah is coming. Доаѓа Јуда, Look at verse 47. да го погледнеме 47 стих. Is kissing Jesus. Значи Јуда доаѓа, го бакнува Исуса. When Peter see that is something very shaking, a sound of war. Значи кога Петар гледа дека значи нешто се случува, некаква возбуда, значи се слуша звук на војна, така да кажеме. When he see that Jesus is in danger, the church is in danger because Jesus is in danger. Кога Петар ќе види дека Исус е во опасност и поради тоа и самата црква е во опасност, He take his sword тој го вади својот меч and cut the ear of a servant. и му го сече увото на оној слуга по име Малх. Now please tell me, was Peter a good soldier and he wanted to cut only the ear? Сега кажете ми, дали Петар беше толку добар и спретен со мечот, па сакаше само увото да му го пресече? Or was a man without experience and war and he wanted to cut something else? Или пак беше човек без многу искуство и сакаше нешто друго да пресече? We don't know. We don't know. But think what was in his heart trying to defend his master. Значи, но да си замислиме што се случуваше во неговото срце, обидувајќи се да го одбрани својот учител. He wanted to defend his master. Значи, тој сакаше да го одбрани својот учител. But Jesus does not accept his defense. Меѓутоа, за Исуса ваквата одбрана не е прифатлива. The story continues Продолжува овој настан with these words. со следниве зборови. 69 and 70, the same chapter. 69-70. Ќе ги прочитаме сега 69-тиот стих и 70-тиот. 69 и 70. А Петар седеше надвор во дворот и една слугинка дојде при него и му рече: и ти беше со галилеецот Исус. А тој се одрече пред сите, велејќи: не знам што зборуваш. What word do you have in verse 69 for damsel? Servant. Servant. It's very important something here. Female servant. The Greek word Значи, кај зборот слугинка, that is translated in your Bible, please translate, значи, грчкиот збор кој што се користи за слугинка во 69 стих, is, maybe Annie will help me with pronunciation, може би Јани ќе ми помогне овде во изговорот, paidiske, Paidiske, which means што значи a girl who is a slave. Значи, робенка. Значи, малолетна девојка која што е робенка. Значи. It's not about a woman. Значи, не станува збор за жена, возрастна, It's about a girl. туку девојка. A girl. So Peter went to him and said, you were with Jesus. Значи, девојче го среќава Петар и му вели: а ти беше со галилеецот Исус. And Peter said, no. А Петар се брани и вели: не, Because he was afraid затоа што се плашеше. when was asked by a girl. Кога беше запрашан од една девојка. Can you imagine the difference in the life of Peter in the garden and now with the girl in his front? Може би ли сега да ја замислиме оваа разлика во животот на Петар, претходно во градината и сега, кога се среќава со
девојка. In both cases, Peter was in flesh. И во двата случаја Петар е телесен. In the flesh, he was powerful. In the flesh, hours later, maybe not too many hours, he was weak. Во своето тело првин беше силен, а само неколку часа подоцна толку многу слаб. The lesson for us in this evening Лекцијата за нас оваа вечер is that we should find when we are weak, if we are weak in the flesh or if we are weak in the spirit. You have to repeat this. Yeah, I can help you. Let's open the Bible in Matthew. Ајде да отвориме во Матеј, Chapter 5. Mark. 5 глава од Матеј, The blessings. Verse 3. 5 глава Матеј 3 стих, значи блаженствата. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Стихот гласи: блажени се бедните во дух, зашто е нивно царството небесно. A man or a woman Значи маж или жена in the power of his flesh во силата на своето тело is even powerful, even weak, depending on their circumstances. или е слаб или е силен во зависност од околностите. But when he is poor in spirit, Меѓутоа кога таквиот е беден по дух, he always will be powerful. тој секогаш ќе биде силен. So the lesson is, Значи лекцијата за вечерва е: do not work our weakness in the flesh. Do not be weak in the flesh. Repented in the flesh. Значи немојте да бидете слаби по тело, значи да се каете по тело, во тело. The flesh should be crucified, Туку телото треба да биде распнато and we should be weak in spirit, и треба да бидеме, да станеме бедни по дух. poor in spirit. Бедни по дух, слаби по дух. Now I think you can understand why the danger for us is not then, but now. И сега се надевам дека сваќаме зошто опасноста по нас е денес, сега, а не тогаш кога ќе дојде тој ден. Because those of us who are learning today do not use their flesh for power or for weakness. Затоа што оние од нас кои што ќе научат денес да не го користат телото за сила или за But they learn to live by the Spirit of God. туку учат да живеат според Божиот дух. In the most sorrowful circumstances in the future, Тогаш и во најтешките, најжалосните околности кои што ќе дојдат во иднина, they will be powerfул. ќе бидат силни, ќе се покажат како силни. So, it is not normal to be afraid for that time. Значи, да, не е нормално да се плашиме од тој ден што ќе дојде. It is normal to have fear today Туку нормално е да се плашиме денес and tomorrow, и утре, till we will be prepared and we will live in spirit. се додека не се подготвиме и додека не почнеме да живееме по духот. May God help us Нека Господ ни помогне to listen to His powerful words да ги слушаме неговите мокни зборови. and, I forgot a verse, И заборавив да ви спомнам уште еден стих. we will read this and we will close. Ќе го прочитаме овој стих и ќе завршиме со тоа. 2 Corinthians Стихот е во второ послание до Коринќаните, chapter 3, трета глава, verse 3 to 6. од 3 до 6 стих. Второ послание до Коринќаните, трета глава, од 3 до 6. Зашто е очигледно дека сте Христово писмо, составено преку нашата служба,
напишано не со мастило, туку со духот на живиот Бог, не на камени плочи, туку врз плочи на човечките срца. А такво уверување кон Бога имаме преку Христа, не дека сме способни сами од себе да помислиме за нешто како сами од себе, туку нашата способност доаѓа од Бога, кој и не оспособи за служители на Новиот Завет не на буквата, туку на духот, зашто буквата убива, а духот оживува. Please look again and emphasize in your heart and mind the first part of verse 6. Ве молам погледнете повторно и едноставно подвлечете си го во својот ум првиот дел од 6 стих. It speaks about God Зборува за Бога, who had made us able кој не оспособил to minister of the New Testament. да бидеме служители на Новиот Завет. So where is our ability? Тогаш каде е нашата способност? In Him. Во Него. When we will have Christ, Кога ќе го имаме Христа во срцето, we will have all the fullness of Godhead. тогаш ќе имаме сета полнота на Божеството. And when we will have all the fullness of Godhead given to us, И кога ќе ни биде дадена сета таа полнота на Божеството, we will be ministers of the New Testament. ќе бидеме служители на Новиот Завет. And one of the promise of the New Testament А едно од ветувањата на Новиот Завет is that we shall live in righteousness. е дека ќе живееме праведен живот, во праведност. May God help us. Amen. Нека Господ ни помогне во ова. Амин.